Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат посветена на минималната плата во Европската Унија и во Македонија. Европската Унија планира систематски да регулира минималната плата за работниците и социјалната помош за невработените. На тој начин сака да се вклучи во решавањето на социјалните и економските неправди, кои се често искористувани од десничарските партии во земјите членки на Унијата, па токму затоа Брисел најавува реформи во социјалната сфера и во политиката на платите. Европската комисија сака сите членки на Европската Унија да воведат минимум приходи и за вработените и за невработените. Иако комисијата има ограничени права во областа на социјалната политика, таа подготвува ревидирање на целите на Европската Унија. При тоа сака повеќе да биде вклучена во решавањето на социјалните и економските неправди. Токму ваквите неправди често пати успешно се експлоатирани од десничарските евроскептични партии во 28-те членки на Европската Унија. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер вели дека реформирањето на социјалната политика на Европската Унија би требало да почне во рамките на еврозоната, што ја сочинуваат 19 земји. Тие онака веќе имаат заедничка валута и заедничка фискална политика. Je crois qu'il faut partout en Europe, dans tous nos pays membres, en commençant par la zone euro, un salaire social minimum. Tout travail mérite salaire. Et quel que soit le travail, il faut un salaire minimum dans chaque pays de l'Union européenne. Pas le même salaire social minimum partout, mais le principe qu'il y ait un salaire social minimum me paraît être d'une importance particulière. 22 од 28-те членки на Унијата, според Европскиот завод за статистика, Евростат, имаат минимална национална плата. Јункер, кој порано беше премиер на Луксембург, смета дека секоја земја би требало сама да решава колкава би била таа минимална плата. Il y a en Europe un seuil de dignité à respecter. Ce revenu minimal ne doit pas être le même dans tous nos pays. Ce serait aberrant que de vouloir le revendiquer. Јункер додаде дека сепак минималните социјални плати и гарантирани примања ќе донесат поголема социјална правда во Европа. Животниот стандард и трошоците за живот се различни низ Европа. Во некои нејзини земји, посебно во Јужна Европа, страдаат од високо ниво на невработеност. Si toutes les entreprises sont tenues à respecter le même niveau de salaire minimum, nous aurons mis un arrêt au dumping social, qui est un mal qui ronge nos sociétés. Под социјален дампинг се подразбира или вработување на ефтина работна сила, во што најчесто се вклучени мигранти, или преселба на производството во земји со помали плати. Европската комисија треба да ги презентира реформите пред самитот во Рим на 25 март годинава. Минимална плата во Македонија постои, но тоа не може да ги задоволи основните потреби на едно семејство. Тоа беше добар повод за политичките партии во изборните кампањи да ветуваат изголемување на минималецот. Сепак, според експертите, без издржан модел за економски раст, не може да има изголемување на платите, а со тоа и на социјалните бенефиции. Минималната плата во Македонија изнесува 10.080 денари, но на некои вработени како оние во одделите на производство на текстил, облека и кожа, им се исплаќа и минимум од 9.000 денари. И оние кои решаваат кога нема работа да најдат алтернативен начин за заработка, се сведени на истите примања. 48 годишниот Јовица Костовски, кој завршил како технолошки вишок, својот леп го вади на пазар каде продава лук и црвени пиперки. Но вели дека и претходно примањата му биле мали, а и сега кога е сам свој газда, заработува колку за да преживее. Не е тоа заработување за еден гол живот. Така нешто, поситни трошкови, некој да се покрие, да се закрапи нешто. Иначе за некоја заработка, за нешто во таков смисол да се каже, не. Тешко дека минималната плата може да ги задоволи најосновните потреби на едно семејство, вели економскиот аналитичар Висар Адеми. Според него трошоците постојано се зголемуваат, а минималната плата секако треба да биде поголема. Апсолутно мислам дека платите треба да бидат во сооднос или да бидат малце повисоки него што се трошковната политика или цените во Македонија. Ја мислам дека платите треба да бидат барем 3 до 4% повисоки него што е таа кошничка на пораст на прехранбените производи.
Политичките партии за време на изборните кампањи ветија повисока минимална плата за неколку илјади денари, но како што посочува Адеми, повеќе се работи за популизам отколку реална мерка. Секоја нова политика треба да креира нов модел на економски пораст, кој ќе се зависи многу од локалната економија, на предприемништво, ќе се фокусира на субвенции на извозно ориентирани компании, кои што ќе после преку свежи пари ќе креираат нови работни места во Македонија и ќе има некако довино ефект во самата економија, и странски инвестиции кои што ќе се интегрираат реално во економијата, ќе добиваат, ќе купуваат од добавувачи во Македонија и ќе продаваат во Македонија. Не во локални острови, каде што ќе добијат сите субвенции, а ќе вработуваат само десетица луѓе во тие острва. За споредба единствено пониска сума од загарантираната минимална плата од 162 евра во Македонија земаат вработените во Косово и Албанија, каде таа изнесува 130 евра, односно 150 евра. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, кое беше посветено на минималната плата и социјалата во земјите членки на Европската Унија и во Македонија. Нашите дневни и неделни теми можете да ги следите и на Facebook и YouTube. До гледање.